Стоје Арсовски минатото лето ги прекина мирните пензионерски денови за да се бори со немирните пожари кои ги зафатија македонските планини. Последен пат со него се видовме на Скопскиот аеродром во врелиот јули, а во овој студен јануари го имаме на гости во подкастот Зошто на Радио Слободна Европа. Добре ни дојдовте? Добро ве нашол. Како сте? Добро. Порелаксирано периодов, бидејќи не сте ангажирани, односно си уживате баш во пензионерските денови. Па да, полека се навикнувам. Не сме ангажирани затоа што изгледа немаат идеја уште како да не ангажираат. Тоа сакав да ве прашам, дали се појавија некои нови дечки во меѓувреме, да потсетиме само за оние кои што можеби не се во тек, вие и колегата Васко Михалчев заминавте во пензија, така што минатото лето кога избувна пожарите, дирекцијата за заштита и спасување имаше 3 трактори, а само еден обучен пилот, па затоа вие се вративте од пензија. Во меѓувреме ништо ново? Па тоа наеднаш лудило. Се појавија пожарите, не можеа да најдат нови пилоти. Рекоа, ајде ќе ги земеме стариве, па ќе видиме што ќе направиме. За другата сезона ќе размислуваме. Еве доаѓа втората сезона пак нема ништо. Вие тогаш рековте дека сте инфузија со колегата за таа сезона. Зошто не сакаат младиве или еве не мора младиве, некои повозрасни пилоти да го работат тоа? Прво е доста сериозна работата. Значи, да имаат представа слушателите. Во патничката авиација платите се од 7 до 10 пати поголеми. Основно, нели, кај младија сакаат високи плати, лагоден живот. Во ова авиација се лета цело време континуирано 6 сати, нема одмор, ни една секунда. Обуката прво треба да дојде до професионална дозвола. Тоа е трновит пат исто. Многу сега многу кошта. Порано беше подруго, не школуваше државата некако, имаше некако шанси да стигнеш до лиценца, до професионална дозвола во таа време, така вика. Сега треба да плати од 70 до 100.000 евра за да дојде до таква лиценца. И кој ќе дојде, тој е дошол со 200 сати, нели, или 250 сати, а за да дојде на овој авион му требаат 1000 сати. Сега треба да најде начин како да дојде до 1000 сати, за да може да почне да се школува за овој тип на авион. Додека во сообраќај е малку поедноставно. Таму не лета сам, почнува како копилот, па кој ќе собере искуство, кој ќе собере сати, го школуваат после за капетан. Многу е посредено таму, поедноставно решено. Овде си оставен сам на себе. Влегуваш во авион и идеш на пожар, крај. Или идеш, или не идеш. Овде еве кубуриме со кадар, па кога ќе ни дојде пожар, нели треба да видиме како да се снајдеме, но еве периодов Калифорнија, Лос Анџелес зафатен од пожари, луѓето се чудат како може една Америка да не може да се справи, зарем нема опрема, зарем нема кадар, зарем нема ресурси. Што се случува таму? Имаат све. Ако некој има, тоа американците имаат. Например, и Австралија. Австралија има 500 авиони за гасење пожари, кои се цело време дежурни. Америка има многу повеќе. Не може да се справат затоа што тој има завземено толку голем замав тој пожар. Тоа се цели планини горат наеднаш. Тоа не е едно пожарче, а иако почнало као малку, колку што читав таму, таму почнал пожарот, одма пред Нова година, му се пуштиле пожарникарите, го загаснале и рекле, добре, може да идеме да славиме Нова година. Ама не земале во предвид дека треба да се дежура, да се чува тој угасен пожар, затоа што може многу лесно да се распали и да биде уште поголем него првиот. Тоа им се случило. И сега им избега од контрола. Тоа се цели населби, цели ридови. Да, се зборува за десетици жртви, илјадници опустошени, изгорени објекти, навистина е сериозно.
све се погодило онака за да биде тоа така големо. Значи и празниците и што многу лежерно го сватиле тоа дека деве го угасивме прво нема гајле. И кога ќе тргне со толку голема брзина, никој не можел да претпостави дека ќе дуне толку силен ветер и да не можеш да го контролираш више тоа. Тоа се пали со брзината на ветерот. Ајде застани му на патот. Значи, треба појаси, заштитни појаси, треба заштитни појаси во вакви населени места не постојат. Појасот е само патот, ама тој го скока пожарот секунда, поготово кога е со ветер, тој создава вртлози. Има таму снимки кај што ветерот создава вртлози и целиот жар, целиот пламен излегува као пијавица нагоре и се префрлува преку патот или се префрлува во другата населба. Тоа е толку брзо, затоа гинат пожарникарите, затоа што тој е сконцентриран на пожарот што е пред него. И тој се бори со тој пожар. Ама ако нема некој позади да види дека позади има веќе друг пожар, кој што тој вртлогот го префрлил таму позади него и отеднаш влегува во замка каде што нема излез. Еве да им се вратиме на пожарите на македонските планини минатото лето. Кога свативте дека работава е сериозна? Тогаш кога се вклучивте? Ако не викна, беше веќе касно. Така? Да, тоа веќе беа завземени пожарите, завземале голем замав. Ние имаме одлични професионалци долу на земја. Например, имаше пожари кај што ќе го загасниме ние, но треба да се чува. Сега имаше еден Јоко Мурат, кој што не дозволуваше ни една секунда да го остави пожарот без луѓе. Ке ги распореди. Колку луѓе има толку, ама ке ги распореди во 3 смени. И кај што е он таму, тој пожар не се разгорува. Страшен професионалец. Никој не го зема да ги отшколува сите други, да направат некоја емисија, да направат некоја поучна емисија, каде што ќе може и народот и пожарникарите да учат. И тој замина в пензија сега, нема ни од кого да учат. Као што ние отидовме, сега остана Методка, еден пилот на 3 авиона, тој имаше една сезона, изработи со нас одлично, предобро. Алал нека ме. Не бевме испод 120-30 сати. Методка може да и повеќе. Околу 200, мислам, дека налета тој. Пуштете ме јас. Значи, го пуштавме таму. Што повеќе за да собере, што повеќе искуство. Али, тоа е добар налет за една сезона. Готово пожари. Каде беше или кога беше најкритично? Се сеќавате на некој конкретен момент кај што? Па критично беше таму Галичица. Така, голем пожар, а 2 езера, ама не можеш да стигнеш. Знаеш, например, ние многу ретко имавме 3 авиона во функција. Затоа викаат 1 кон 1, 2 кон 1, 3 кон 2. Стално е еден ќе потроши налетот, па треба да му направат 25 часовен преглед, па ќе потроши 50 часови, па му прават 50 часовен преглед. И све тоа одзима време. А зашто се толку ефикасни западњаците? Имаат многу авиони имаат. Они кои ќе дојат видите снимка, кои ќе дојат на пожар, 12-13 авиона, еден позади друг, вака идат и само плискаат. Ние ќе отидеме на терен, некад со еден авион, што ќе прц. Може би психолошки имате и повеќе самодоверба кога сте повеќе одеднаш кога настапувате. Па да, ама Еве сега имавте помош и меѓународна помош добивте, но на крај кој помогна најмногу? Дождот? Дождот, фала Богу, него многу помогна и тие западниве сили што дојдат.
повеќето од нив беа што знам, со помалку искуство дојдоа да некои од нив дојдоа и да соберат искуство овде. Ама колку толку помогна? Али многу помогна, да. Имаше и од Австралија пилоти, од Шведска, Турција, од Аргентина, од каде све немаш. Така. Али многу научевме и ние од нив, тој многу научи и тие од нас, нели? Како да се справуваме во вакви ситуации, каде што имавме по 20 пожари, а 5-6 авиона. Каде попрво? Сега, ако најдат нови пилоти, да почнат да учат, затоа што ова е школа, нели? Си има свои специфичности ова летање, не можеш да го научиш у книга, мора да го научиш на терен. Од кај да му доеш на пожарот, како да му доеш, со која стратегија, која техника, све тоа. Ама еве и денес да почнат да учат, ќе се денеска да почнат нема да за бидат 2 до години летово. ќе полетаат. А летово што правиме? Ајде. Што правиме? Не знам. Вајде ова држава знаеш што прави? Мислам дека треба да учиме од случувањата овде и да бидеме попредпазливи пред време да преземаме средства, како да се заштитиме, да не дојде до такви пожари. При првиот најмал пожар треба одма да се действува, затоа што не знаеш у што ќе се развие, у какво чудо. Нели, од кај знаеш дека ќе дуне ветер и дека толку ќе го разгори тој пожар и да не можеш после да го контролираш. Поради пожарите летово не малку се свртевте дома, а кога се видовме на Скопскиот аеродром ми рековте да не гаснев пожари, ќе си играв со внуката дома, па сакам да ве прашам дали сте ја раскажувале приказната за штурецот и мравката на вашата внука? Се уште е мала. Така? Уште не сте до таму? Да. 3 години сега ќе наполни. Но не случајно ја спомнав токму оваа приказна, сакам да направиме една паралела. Споменав ти претходно, треба да се подготвиме за да превенираме. Па во оваа смисла, можеме ли зимава да бидеме вредни како мравките, за потоа да не бидеме изненадани како штурецот кога ќе дојде лето? Што можеме да направиме за да се подготвиме за сезоната која повторно очекувано или можно е да донесе пожари? Па превзедоа доста мерки сега да нешто подобрат. Авионите ги однесоа на годишен преглед као на време, за да бидат подготвени за ината сезона. Тоа е за пофалба. Новиот директор во дирекција за заштита и спасување. И сега и таму има турбуленции. Например, владата сака од тие две установи од Центар за управување со криза и Дирекција за заштита и спасување да направи една, не знам како ќе се вика, цивилна заштита, затоа што овде имаме околу 700 луѓе вработени, ама ефектива минимална. Те немаме тимови за ова, немаме тимови за она. А имаме 700 души. Кај се тимовите? Ни даваат опреми. Стигнува опрема од сите страни. Опреми има, ама кој да ги користи? Треба да го школуваш, не само тимовите, треба да ги отшколуваш и жителите таму кај што ги имаш тие тимови на терен што се. Во секој град можеш да створиш тимови кои што ќе ги отшколуваш како да користат опремата, техниката, за да бидеш ефикасен. Вака ништо. Да го имате вие главниот збор, така би и настапиле, од таму би тргнале. Па мислите дека не знаат? Сите знаат, ама нешто слабо. Нема функција ништо, иначе сите знаат како би требало да биде. Затоа што не требало идат на те на семинари у оваа држава, семинари на обука у оваа држава, обука на држава, сите се со накитени со значки, со амблеми, каде биле на обуки, каде биле на... Ако знаете толку многу, зашто не го примените овде? Одма, нели? Што чекаме? Не? Таман ќе се договора со директорот, ќе го смена директорот. Ајде сега,
брифирај го тој другиот директор што ќе дојде. Тој пак како паднат од небо, тој новиот. Нели? Од каде знае, го фрлиле тука у дирекција и сега сите му објаснуваат како функционираат. Па година дена ќе изгуба доека да му објаснат што треба да прави, како треба да прави, како да функционираат имовите, како да не функционира, што знам. И така поминува. Секоја година све исто. Не може да дојде некој за оваа плата што ја даваат сега во дирекцијата. Не постои таков пилот што ќе дојде. Па и да е без работа, нели? Тој ќе отиде ќе си најде друга работа. Ама не мора да лета за 1000 евра. Кој ќе му лета? Никој. Доека тоа не го решат, нема да мрдне тоа. Еве и ова лето да дојдете и следното, нели, вие не сте вечни, тоа не може да оди до недоглед. Така? Па да. Сега да видите зошто функционира тоа на Запад. Зошто функционира во Америка, зошто функционира во Европа. Во Европа зимаат од 7 до 20.000 евра овие противпожарни пилоти. Во Америка зимаат $20.000. Ама таму имаат огромен број на пилоти. Огромен. Државата престана да школува пилоти. Штом престана, нема напред. Од кај ќе ги најдеш? Ајде, познавате некој вие, близок свој, познат, што има 100.000 евра да му даде на детето да го школува. Па дали ќе го биде? Нели, ќе уложиш 100.000, ама дали ќе го биде? Може, ќе дојде до некој стадиум, таму ќе каже, јас, не. Толку. Пропаднати, брат. Да. Или ќе сака да лета да го шета светот, а не да гаси пожари со својато, нели? Будала е да блегуводен. Го споменавме пензионерскиот рад на почетокот, сега ќе ве вратам таму и на крајот, вака кога е студено, сте уште по рад, бидејќи знаете дека помали се шансите да се случи некој пожар, тоа веќе вака професионално ве вознемирува и кога не сте на терен? Па сега сме така, стендбај. Не фаќа некако, како се доближува времево, не фаќа некако нервоза и оваа сезона никој ништо не превзеде. Знаеш, така имаш некое чувство. Никој ништо не превзеде. Пак останавме на истото као и лани. Зошто? Ништо не се случува. И од еднаш тоа доаѓа. Поминуваат овие месеци и на еднаш доаѓа. Ајде брзо авион, трчај. Летај, гаси. Се некако на ура. Партизански. Без концепција, без некои припреми. Не знам. И сега ако ве прашам дали повторно следното лето би влегле во игра, имате одговор или зависи од? Не, ако се договориме, да. Но од таа страна нема ништо. Си викаат, овие се на закачалка. Ако ни притребаат, ќе си ги откачиме, ќе си ги закачиме. Некако така ми личи. Во меѓувреме, јас, освен што ви благодарам што не бевте на гости во подкастот, зошто ви посакувам да си имате убави пензионерски денови. Овие месеци барем, овие неколку месеци сигурно можете да бидете рад и да си уживате во времето поминато со внуката. Нема поубавата. Фала ви многу. Ви благодарам многу за гостувањето, вам ви благодарам за вниманието. Го следевте подкастот Зошто на Радио Слободна.